Македонија е подготвена да одговори на предизвиците во делот на енергетиката предстојнава зима. Премиерот Мицкоски вели дека очекува раст на цената на струјата на европските берзи и енергетската криза во Европа поради случувањата во Украина, каде комплетно е уништен електроенергетскиот систем, но нема да се дозволи нова криза во Македонија. Владата затекнала катастрофална состојба во системот. Хидроелектраните биле речиси празни на ниво околу 24 до 25%. Не биле направени ниту редовните ремонти, па во моментов се прави реорганизација на работењето. Чувство дека оваа зима ќе биде прилично предизвикувачка, не поради температурата, туку поради состојбата за жал што се случува во Украина. Таму комплетно е уништен електроенергетскиот систем и Украина влече од Европа, што значи дека ќе ја качи цената на електричната енергија на берзите во Европа и ќе ја намали количината, бидејќи зимоска веќе фотоволтаиците, односно соларните централи нема да произведуваат како што произведувале тоа. Така што ние мораме да бидеме подготвени. Новото раководство ги наследило државните електрани со долг од 5 милиарди денари. Само за увоз на јаглен долгот бил над милиарда, но владата успеала да испреговара со компаниите да ја намали оваа сума. Мицкоски уверува дека на овој принцип ќе се труда да ги намала долговите кои го цицаат државниот буџет, бидејќи владата во минатото префрлала пари за да го сервисира работењето на ЕСАМА. Според премиерот, функционирањето на електрани сега е нормализирано, а ќе има одговорност за финансиската штета која е нанесена. Прво што се презема е да се обезбеди попуст на долгувањето, односно се намала долгувањето и мислам дека ако ништо повеќе барем околу половина милиарда ќе бидат намалени долгувањата. Е веќе организирано нормално и тековно работење на компанијата и второ одговорност за тоа што се случувало ќе има, но јас како што кажав и на пресконференцијата за 100 дена, естрада и театарот тоа нема да правиме. Многу скоро денеска, ве повторувам, ќе бидат посочени лицата кои што се виновни од страна на истражните органи за оваа состојба во која што компанијата е оставена. ЕСАМА во минатото неретко беше пример за испумпување пари од државната каса преку разни тендери. За рек Битола се склучуваа договори за ископ на јаглен и јаловина во милионски суми, а од друга страна електроенергетскиот систем дишеше на шкрги, а Македонија беше приморана да увезува скапа струја.